На денешен ден во 1653 година водачот на англиските парламентарци во граѓанската војна против монархистите Оливер Кромвел е прогласен за доживотен господар, заштитник на Англија, Шкотска и Ирска. На овој датум во 1773 година, незадоволни од високите увозни давачки и британското колонијално владење, група американски колонисти, преправени како индијанци, фрлиле кутија чај од британски брод во пристаништето во Бостон. Овој настан, подоцна наречен Бостонска чајна забава, ја навестуваше американската револуционерна војна која започна во 1775 година. На овој датум во 1859 година умре германскиот филолог Вилхелм Грим, кој со неговиот брат Јакоб ги собраа и објавија познатите детски приказни и бајки. Со својот брат работел и на истражување на германскиот јазик, фолклор и култура, а самиот ги проучувал спомениците на старогерманскиот јазик. На денешен ден во 1885 година во Сараево почна да излегува српското книжевно списание Босанска вила, кое беше високо ценето во босанските книжевни кругови. Лансиран како списание кое ќе се занимава со српското културно наследство, со текот на времето прерасна во угледен весник, во кој соработуваа истакнати писатели од сите националности, како и писатели надвор од Босна и Херцеговина. На овој датум во 1916 година убиен е рускиот монах и авантурист Григори Распутин. Тој беше убиен од група офицери за да се спаси угледот на монархијата. На денешен ден во 1917 година роден е англискиот писател Артур Чарлс Кларк, популаризирач на астронаутиката и автор на познати научно-фантастични романи, од кои најпознати се 2001 Одисеја во Вселената, 3001 Последната Одисеја, крајот на детството. На овој датум во 1920 година во еден од најтешките земјотреси во кинеската провинција Гансу загинаа околу 180.000 луѓе. На денешен ден во 1921 година умре францускиот композитор Камил Сент-Саенс, виртуоз на пијано и диригент, еден од основачите на Националното друштво за музика. Неговиот огромен опус опфаќа музички дела од секаков вид, од кои најпознати се операта Самсон и Далила и композицијата за камерниот ансамбл Карневал на животните. На денешен ден во 1944 година американскиот џез музичар Глен Милер загина во авионска несреќа над Ла-Манш. На овој датум во 1949 година водачот во борбата за независност Ахмед Сукарно е избран за прв председател на Индонезија по стекнувањето независност од Холандија. На денешен ден во 1966 година на предлог на Велика Британија, Советот за безбедност на Обединетите нации едногласно изгласа економски санкции против режимот на белото малцинство во Родезија. На денешен ден во 1993 година 6 земји членки на Европската Унија, Британија, Германија, Франција, Италија, Холандија и Данска, и покрај противењето на Грција ја признаа Република Македонија. На овој датум во 1995 година Советот за безбедност на Обединетите нации ги овласти силите на НАТО да ги преземат мировните операции во Босна. Ова ја заврши мисијата на УНПРОФОР и создаде правни услови за НАТО да започне мисија за следење на спроведувањето на мирот во Босна. На денешен ден во 2003 година швајцарскиот парламент усвои резолуција со која убивањето на ерменците во Отоманската империја за време на Првата светска војна се изедначува со геноцид. На овој датум во 2004 година Уставниот суд на Романија го потврди изборот на Трајан Басеску за председател на Романија на местото на Јон Илиеску.
На денешен ден во 2008 година 120 тамилски бунтовници и 25 војници загинаа во борбите во Северна Шри-Ланка. Тамилските тигри се хиндуси и од 1972 година се борат за независност во северниот и североисточниот дел на Шри-Ланка, земја во која 75% од населението се будисти. Се проценува дека за време на 3-деценискиот конфликт загинале околу 70.000 луѓе. На овој датум во 2012 година на парламентарните избори во Јапонија победи конзервативната либерално-демократска партија со цврста националистичка политика во услови на заладени меѓусетски односи со Кина. Островите кои Јапонија ги нарекува Сенкаку и Кина-Диаоју се во центарот на долготрајниот територијален спор што ескалираше во средината на септември, кога Токио национализираше дел од тие острови во источното Кинеско море. На денешен ден во 2014 година во терористички напад на училиште во Пешавар, Пакистан, загинаа 148 деца, наставници и сите 7 напаѓачи. Нападот траеше речиси 7 часа и беа ранети повеќе од 120 ученици и наставници.